По денешната средба на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски со представници на Сдруженијето на земјоделци Бело Злато, на која присуствува и заменик министерот за животна средина Јани Макрадули и градоначалникот Николчо Илиев, даде изјава за медиумите во која истакна дека зборувале за општи тековни работи околу оризопроизводството. Денеска со градоначалникот и директорот на платежната агенција заедно со членовите на управниот одбор на Сдруженијето Бело Злато имавме една работна средба во која што еден од разговорите, односно целта беше токму да ги видиме она фидбекот и нашите политики што ги спроведуваме и кои се резултатите на терен, но исто така и поразговаравме за она што предстои, односно еден најголем дел од состанокот разговаравме за делот како подобро да бидеме спремени во подготовките за пријавувањето на субвенциите кои што следат веќе на почетокот на јули, секако дека имајќи ја на ум здравствената состојба, односно во време на пандемија, кога имаме протоколи посебни за движење и за работа, знаеме дека во тие периоди доста добар дел од земјоделците веќе доаѓаат за апликации и како целата таа организација да биде, би рекол, имајќи ги на ум времето и здравјето на граѓаните, да бидеме заштитени и вработените секако, така да се побара и поддршка од самото Сдружение Бело Злато за да бидат активно вклучени во подготовките, но секако дека и за понатамошните разговори со Сдруженијето разговаравме како се за условите, како се изведе сидбата, секако понатаму околу цената, движењето на оризовата арпа и на белиот ориз, така да еве тоа беше еден онака би го рекол конструктивен разговор во делото на што досега го работевме, но и за оние планови кои што допрва ни предстојат. Градоначалникот Илиев зборуваше за идејата реката Брегалница да се регулира каскадно со цел поцелосно искористување на незината вода. Јас се почесто од нашите земјоделци, оризопроизводители, па производители на други култури, почесто слушам за проблематика од подводување на нивите и понекогаш повлекување на водата, што значи дека регулацијата на речното корито на Брегалница многу значи за земјоделието во целиот крај и навистина размислувам, односно потребно да се направи студија која ќе покаже оправданоста од една таква регулација каде што водата ќе се држи постојано на едно ниво кое што нема да ги подвадува, нема да ги загрозува земјоделските површини и тоа ќе возможи едно добро планирање на земјоделците и културите и секако една добра шанса да со едно добро планирано производство да имаат и добри резултати. И секако со реализацијата, односно со изработување на еден ваков проект, треба да се предвиди целосно уредување на речното корито од Виница до Штип. Претседателот на Сдруженијето Бело Злато Јордан Манасиев ја испофали оваа влада дека дала и повеќе од колку што треба на земјоделците. Може да и порачам на дека ова влада мисле добро за земјоделците и дека се што е обеќала до сега, ја мислам и надмашила од тоа што го обеќала.